Добре дојдовте во процес. Говориме за проблемите со кои што се соочуваат лекарите, особено младите лекари, зошто заминуваат во странство, како да се стимулираат и да останат во државата, дали мерките ги даваат очекуваните резултати, што е ветено, а што е направено. Мои денешни гости се доктор Ненад Лазаров, Асоциација на млади лекари и специјализанти, и доктор Миралем Јукич, Сдружение на лекари специјализанти. Добре дојдовте. Добре. Директен повод за вашето гостување е случувањето со лекарката во Дебар, кое што беше актуелно во изминатите 2 дена, но ние ќе говориме за сите овие други актуелни теми. Што всушност се случувало во Дебар, бидејќи имаше реакции и од директорот, и од Министерството за здравство. Докторката, да појасниме, не е единствена, значи 4 таму работат за хонорар по договор на дело од 15.000 денари без платени придонеси. Дали е тоа законски, дали смее така да биде, има ли други такви случаи? Двајцата, кој сака? Вака, значи, јас сум вработен во Скопската итна медицинска помош, кај нас во служба имаше период пред неколку години, ние денеска имаме само останато возачи што се хонорарци, меѓутоа мислам дека земаат дури поголем хонорар од наведената докторка. Така да, дали е законски, не знам, меѓутоа етички не е сигурно во време во кое што буквално нема доктори, значи нема доктори ни во приватниве амбуланти, ни во јавниот сектор, значи буквално нема доктори, а камоли да збориме за општите болници што се во внатрешноста, каде што дефицитот е наизразен. Значи ние збориме за Дебар, кој е еден од помалите градови во Западна Македонија, кој што верувам дека има огромен проблем кој и сите останати градови низ Македонија со доктор. Вие во периоди на ваков дефицит на доктори да давате 15.000 со некакви образложенија дека тоа било во нивен интерес е во најмала рака срамота. Ако може да го дополнам само колегата, ние веќе почнавме на постапка правна, бидејќи имаме соработка со 2 адвокатски канцеларии кои што еден подолг период веќе се нафатија да се најдат како млада популација лекарска при вакви спорови, условно кажано. И по она што во моментот го располагаме како информација, не постои законски основ за таков договор. Значи збориме, може да биде, како што кажа колегата, може да биде ангажиран некој за условно кажано интелектуална услуга. Меѓутоа тоа не може да биде лекарска дејност во никој случај, бидејќи законот за здравствена заштита е дециден по однос на неколку точки од кои што збориме за полно работно време, огромни одговорности и очекувања. Значи не е етички, од друга страна етиката и одговорноста и на самиот лекар. Ако не е стално вработен, доколку се случи нешто, каде е сега тука се отвара второто прашање по однос на лиценцирањето. Некако ќе ангажирате вие доктор без лиценца? И во не постои правен парадокс е преводен период. Што значи преводен период? И што значи ангажманот во периодот без лиценца? Што ќе работи тој доктор? Кога не смее да биде у контакт со пациенти, не е лиценциран. Оправдувањето беше дека докторката немала лиценца кога бил објавен конкурсот. Да, а со цел да се задржат бидејќи е огромен дефицитот во Дебар, се излегло во пресред со еден ваков договор кај што им се не знам што значи пресред. Ама не се работи само за една докторка, значи 4, не знаеме каква е ситуацијата. Дискутираме за таа колешка бидејќи самата се обрати да се потегне да се отвори ова прашање, кое што на жалост се однесува очигледно и на други луѓе. Така да комплексен е проблемот тука. Интересен и демантот што го добивме, не знам го погледнавте, верувам. До вас испод секоја честета на таква прво начинот на комуникација. Второ, не е наведено од кого е тоа пратено. Поздрав, општа болница Дебар, мислам, кој веќе ова луѓе 18 да. Добро, министерот денеска изјави дека ги проверуваат документите на лекарката, што значи тоа ги проверуваат, но не ве кажавме че на жалост министерот проверува таму кај што не треба. Треба да ги провери документите на болницата, а не документите на лекарката. Ние нас спорна не е колешката. Не ја спориме, ние не земе има сега она и лиценца и се, значи тој дел не е спорен. Спорен е начинот, спорен е идејата и крајната цел. Ако е крајната цел да се тие лекари задржат во Дебар, треба многу повеќе да се направи за нив. Еве од министерството вела дека ова е еден од начините да се стимулираат. Како?
Дали е навистина ова начин да се стимулираат лекарите, додека Вака, значи, да се разбереме. Ние не сме здравствени хуманитарни работници, ние сме здравствени професионалци кои што треба честно и етично да се платат. Значи, пред некој месец, не знам дали ви текнува, имаше комората излезе со реакција за коефициенти со кои што би се загарантирала платата на докторите. Коефициентиве се следни. Значи, коефициентите да варираат од 2,5 просечни плати за општ доктор до 3,8 просечни плати за доктор субспецијалист. Еден од клучните чекори што треба да се направат е да се прифатат тие коефициенти. Затоа што не можеме ние да очекуваме дека нам докторите ќе ни останат без разлика дали е во внатрешноста на Македонија или во Скопје и дали е приватна амбуланта, јавна здравствена амбуланта, значи мора прво да се регулира платата. Затоа што ако докторот е своевиден, академски врв во општеството, мора да го платите како врв. И сега, а кај кочат работите? значи вака, тие коефициенти се предложени од комората, поддржани од синдикатот, поддржани од нашето здружение, верувам дека од сите здруженија. Меѓутоа, кога излезе на ЕНР предлог законот за докторска дејност, се имаше осим членот со коефициентите за платите. Значи, не можеме ние да дебатираме дека нам здравствените работници ќе ни остануваат за плата 12, 15, 18. Основниот стимул, освен условите се е и платата за да ги задржат. Прашавте каде закочија работите. Апсолутно е во право Миралем се што кажа. Само морам да дополнение да кажам. Овој чекор со коефициентите значи воспоставување на еден систем за соодветно вреднување на таа лекарска дејност. Апсолутно законски да тоа треба да биде само еден исчекор во една ургентна состојба. Тоа никако не значи дека задоволни ќе бидат по тоа лекарите. Зошто го говорам ова? Бидејќи во моментов додека ние збориме, лекарите во Косово имаат минималец од 1200-1300 евра. Значи Косово луѓе. Тоа е земја од нас помлада. Од каде што значи, многу лесно и нашите лекари можат да одат и да се враќаат секој ден. Дополнително, кога го отвораме прашањето по однос каде кочат работите. Не можам да прифатам кочење како термин, знаете зашто. Заради тоа што во програмата на оваа влада има 20 точки, објавени се на вебсајтот на владата. Ниедна од тие 20 точки не е здравство. Него е подточка во една од 20 точки. Легитимно е за една политика да предложи план и проект и исто така е легитимно и она што мора да го почитуваме е планот на оваа влада која што јавно истапи и кажа дека здравството нема да биде приоритет. Дали нас тоа ни одговара сега или не ни одговара е веќе друго прашање. Меѓутоа со полн легитимитет е тоа истакнато и пред избори. Можеби некои други работи не се, ова беше истакнато. Тука треба да се запраша малку и нашиот народ, кој е нашиот план како држава. Кои ни се приоритетите? Дали ќе ни биде приоритет здравство, образование или ќе ни бидат приоритет решавање на други по-секундарни проблеми, бидејќи крајно социјалниот мир во моментот го купува лекарите и другиот персонал. Ако мислите на надворешната политика, веќе до некаде ги избуткавме тие работи и сега е време да се решава тука и сега најважните сегменти, а мислам дека здравството и образованието се многу важни сегменти. По однос на ова сакав да завршиме, рековте дека има некаков конкурс и во Струга, уште не се знае што е. Да, морам, извинете да не испаѓа дека доминирам. И во другите болници на доктор. Замолен сум од колеги кои што до нас се обраќаат по прашањето на болницата во Струга. И се надевам дека ова ќе допре до надлежни и до сите и некој да се запраша по кој закон, по кој законски основи, на кој начин е возможно да конкурс отворен од јануари месец. Оваа година се уште не е заклучен, без никаков епилог, без никакво писмено образложение зошто тоа се пролонгира. Заткулисно и под маса чаршиски да речам, 300 работи ние слушаме, нема ни да си дозволам да завлезам во тие коментари, меѓутоа еве, нека ни одговори тој што е во негова ингеренција ова прашање, како е ова возможно? Како е возможно лекари седат тамо, луѓе мои, 7 месеци сега. 7 месеци во неизвестност. И сакаме да ги задржиме, па Струга има дефицит на лекари. И би сакал ова прашање да се одговори, бидејќи повеќе информација од тоа немаме. Не постои писмен документ пост отварањето на конкурсот, што всушност се случува. Официјално е се уште отворен, не е затворен и толку. Збориме за неколку колеги.
Во последните 10 години започна тој екзодус на масовен одлив на лекари. 2010 имало 58 до 2018, што е поизразено во последните неколку години. 2018 212 лекари во лекарската комора побарале потврда за работа во странство или за, не знам, до едукација што е тоа. Првото тромесечие, односно до мај месец 2019, 90 лекари побарале, што сметам дека овие бројки не се прецизни, затоа што има лекари сигурно што студираат и во другите земји. Патот кон Европската Унија има отворен, особено Бугарија и така Македонската натаму. лиценца воопшто не е услов за да ти работиш во Германија. Има колеги кои што одат без положен испит во Македонија. Тоа не е бариера. Значи, Ова е далеко од реалноста. од реалноста. Ова е само една основа Зошто врз која. заминуваат лекарите? Кои според вас се клучните проблеми што? Јас би го довршил со ова, значи првото тромесечие, значи вака, една работа да разбереме. Овие бројки се одличен показател дека колку дипломираат, толку, а и ова што го кажа колегата, поголем број си одат. Меѓутоа, ај сега да збориме, значи аргументот на Министерството за здравство е дека се борат за докторите со тоа што ја качуваат плата. Мене платата ми е качена 2 пати по 5%. На специјалистите 15%, на сестрите на клиника 13%, меѓутоа на сестрите во другите болници, како што се моите колешки во брза помош, 10%. Значи, тука имаше некое нереално покачување. Меѓутоа, Колку е плата на лекар во брза помош? Основицата сега со покачувањево мислам дека е 27 и нешто. И што да збориме? Со сите одговорности. И сега, например, аргументот на Министерството за здравство е ние покачуваме. Ние не велиме дека покачувањето не е подобрување, меѓутоа луѓе ние очекувавме да ни се дуплира платата. Тоа што го кажа колегата за агендата на владеачката партија, значи они во својот план имаат, значи ќе цитирам, до 2020 година на здравствените работници да им се дуплира 100% да се... извинете, до крајот на мандатот Да. се дуплира платата, а до крајот на 2020 специјалистите да имаат во терцијерно здравство 100.000 евра плата. 100.000 дена. 100.000, извинете, денари плата. Значи, треба да се разбереме, покачување на плата на специјалист, пример, 100.000 денари, тоа сукцесивно мора да биде пропратено со покачување на сите останати здравствени работници. Ако покачиш на специјалист во терцијерно, ќе покачиш на специјалист во здравствен дом. Знаете колку земаат специјалисти во здравствен дом? Земаат околу 37-38 илјади со сето покачување. Немаат работа во празник, немаат прекувремени часови, немаат ноќни часови. А ние слушаме дека специјалисти земаат по 100.000 во моментов. Знаете кои взимаат специјалисти? Тоа сакав ја. Јас Еве колеги неколку имаме години. од гинекологија. Кавадарци, Охрид, Куманово. Тоа се болници пред колапс. И сега ние праќаме екипи од Скопје, колеги кои што 7 дена се 24 часа на повик и во Да, болница. бидејќи немаат таму и анестезиолози И и сега ти гинеколози. да се излезеш со јавно пред јавно состав дека има колеги што взимаат 100.000 денари, па тие колеги здравието им е девастирано, они с фамилијата си ја немаат видено. Зошто? Зашо они ги работат тие 7 дена на повик таму во болницата, плюс тие останати денови од месецот ја работат редовно својата работа на примарното место кај што се вработени. Таму и дежураат и сето тоа. Збориме за видете во една нормална земја тоа би требало со закон да е забрането толку часове на ангажман на еден доктор во текот на месецот. Поради ризикот бурнаут. Така. И Значи, по пациентите. Апсолутно. Апсолутно. И по Значи нема пациентите. ништо поопасно за пациентите од изморен доктор. Значи еве јас знам по мене кога дежурам исклучително долги сати, значи концентрацијата паѓа. И потоа ако се деси грешка, никој нема да каже Изморен бил лекар. изморен. Видете, нас ни Не наметна сваќате? Тодоров со закон 24 часовни дежурства кои што со до ден денеска не ни се плаќаат. Ги вметна во закон како задолжителен дел од едукација. Во законот стои како 24 часовна едукација, а на клиника да одите на огласни табли пишува список за дежурства. И ние дежуравме, и до ден денеска и во моментот дежураат колеги, и многу често се случуваше заради огромен дефицит на персонал, да после дежурство мора да остане тој специјализант да одработи плюс по 24 часа. Добро, издействувавте некако да ви биде платена специјализацијата, дали се редовни тоа хонорари, плата, За како да ја приватните наречам? специјализанти да, збориме. да. Се решили до некаде
Но вака се реши, не се реши. Вака, секогаш велам мора да направиме разлика што е решавање и подобрување. Значи, да, преседане дека за прв пат во историјата на Македонија приватните специјализанти добиваат надоместок. Меѓутоа тоа не е ништо повеќе од хонорар, кој што изнесува 26.000 со платен персонален данок. Меѓутоа тие луѓе немаат никакви бенефиции, нема здрав, значи приватен специјализант, доктор, кој што верувајте ми тие што се како колегата, задна година од специјализација, они 90% од работите сами работат. Нема здравствено осигурување. Не сваќате? Нема пензиско, нема социјално. Не дај Боже да скрши нога што не сваќате. Колку е специјализација? Што да кажеме? Специјализација на гинекологија, вие специјализирате гинекологија. 1200 евра семестар, 60 месеци, 5 години, рачунајте. 14.000 евра дајат како ништо. Најтажното е, знаете како, ние имаме направено буџетна проекција. Значи вака, што треба да се направи? Значи прво, министерот излезе со изјава дека има административна пречка како да го регулира за приватните специјализанти, ако не се лажам, да бидат платени дежурствата. Наше воздружение за секој проблем има решение на тацна. Како да го решиме со приватните специјализанти? Вработување на определено време. Тоа не е ништо ново. Трае специјализацијата 6 години, на определено време 6 години, ќе му платиме бруто плата со сите бенефиции, ќе му биде платен ноќен труд, дежурство, празнично се. Дежурство да не се платени? Ништо. За мене е апсурдно да еден министер излезе со изјава дека има административна пречка, па кој треба да отклони? Ние? Или Океј, ама еве да кажеме правниците. Или мислиш дека не знаат како тоа да го направат, дека треба ние да им понудиме решение за административна пречка како да ни ги платат дежурствата. Ајде да бидеме ние тогаш толку дрски да го понудиме решението, што да кажам? Се слагам. Значи, ако е тоа потребно ќе го, значи вака. Ама и треба да ве прашаат. Ама еве им го натацна. Значи ова не е ништо чудно. Потоа кофинансираните, значи знаете како Зборуваме за тој лихварски договор што го спомнувате со години. Може, еве, ќе кажеме прво за договор. Значи, кофинансираните се мутација меѓу приватните и државните. Сега што е работава за вака. Државните специјализанти имаат лихварски договори кои што се направени во времето на Тодоров и се уште актуелни. Значи, еве пример, јас сум со специјализација одобрена рентген, кој што за жал 2 години чекам да ме ослободат затоа што нема кадар. Дури сега можете да одите да специјализирате заради вашето работно место, нема да, значи нам ни беше понудено, ако сакате можете да специјализирате. Тоа значи работа на клиника полно работно време и работа во брза помош полно работно време и буквално јас да се го загрозам и моето здравје и здравјето на пациентите. И физички неизводливо. Неизводливо е. Значи, некои колеги почнаа 90% се откажа затоа што тоа не е возможно. Значи, видете, специјализацијата не е студирање, специјализацијата е работење на полно работно време на клиника. Со дежурство, со сите обврски као и секој друг доктор таму. Сега да не бегаме од темата, да се навратиме на државните договори. Дори столбот се во некои ситуации. Јас секогаш викам, ние разговаравме само дигресија, не те нема прекинувам. проблем. Видете како знаете, ние кога почнавме, луѓето, општата популација воопшто не беше свесна за постоењето на специјализанти, приватни, државни и до ден денес има една голема маса на народ кој што има баук таа тема, бидејќи де факто луѓето ги интересира тоа што имаат корист од тоа, да речеме, директно и индиректно. И сега во овие неколку години се дигна тоа ниво, се почесто се дискутира, сме тема на разговор, некои работи се мрдна, многу работи се доискомплицира, меѓутоа остана она што е не знам како овој систем има генерирано премногу револт во него. Што сакам со тоа да кажам? Нашите колеги од постари генерации го живееле ова, нешто приближно. И голем проблем од нас е што имаме поддршка ние внатре од филата, од сениорите, меѓутоа не толку колку што треба. Не се почитува ни приближно доволно тој наш труд. И во низ дискусии, дури еден проект започна, сакавме да снимиме една документарна епизода. Многу едноставно, земаме камера и после 12 на полноќ одиме од клиника на клиника.
Првиот што ќе ве пречека во амбуланта е специјализант. Ви тврдам, во 80% од клиниките тоа ќе биде случај. Јас ќе го потврдам ова затоа што во брза помош кога носиме пациенти во ургентните центри, да не кажам 99% е специјализант. Затоа реков во некои ситуации се столбот. Апсолутно. Па, во многу ситуации. сакам да се навратам за лихварскиве договори. Тие се уште се на дело и малтене доаѓаат како уцена. Ме сваќате затоа што испаѓа сега, а ние наместо да овозможиме мобилност на специјализантите во здравствениот систем, ние гледаме под присила да ги оценуваме. Господа, кој сака да оди со таа меница и без таа меница ќе отиде, ние имаме колеги што се отидени. Значи мора да враќа пари, за да значи, биде појасно моментално, да разберат. моментално вака. Јас сум со специјализација рентген и пример, дај Боже, веќе во септември да почнам. Се надевам дека ќе почнам. Доколку почнам, и го потпишам тој договор, значи за мојава специјализација јас ќе треба да одработам дополнителни 5 години за установата која ме праќа и врзан сум со 5-кратен износ да го вратам. Во случај да напушти? Во случај да предходно. напуштам работата претходно. Не е битно во какви услови работиме. Значи ние имаме наши колеги специјалисти, имаме специјалист по биохемија работи во ноќна служба Чајер, специјалист по психијатрија работи во ноќна служба Ченто. Они не работат како специјалисти. Ме сакате, затоа ние велиме, треба да се, значи вака, ние треба да направиме стимулативни мерки, затоа што дестимулативните мерки Добро, нели стимулативни мерки прави владата? Кои? Ние не сме видели. Не знам, вие кажете кои. Нема. Јас 10% покачување 2 пати по 5, па еве ги бројките колку земаат потврди за во странство. Значи, вака, подобрувањето си можеме да го поздравиме, меѓутоа можеме да го поздравиме 10% колку што е. Дурне се прифатат коефициентите, тоа се платата на доктора да биде 2,5 просечни плати до 3,8 што е, пазете, фер сума. Не е тоа никаква астрономска сума, тоа е фер сума. И дур не се овозможи мобилност на кадрот, затоа што зошто да не оценуваат, затоа што можеби ќе имам потреба да работам еве во Дебар како специјалиста. Зошто да бидам обврзан? Значи, ние треба да ги стимулираме нашите колеги, а не да ги оценуваме, затоа што оцената... Како најдобро... Видете, ние... Кој е најдобро можно решение? Еве една од Извинете, мерките... сакам само за договорите да кажам. Значи, што ние предлагаме како здружение? Подпишуваме договор. Океј, државата нека се служи, меѓутоа нека биде 1:1, а не да биде 1:5. Значи, 1:1 за договори, еве за финансии нека биде 1:2, што патем имаме слушнато дека се подготвува во собрание да се можеби да се направи закон да биде 1:2 за финансии, за како институциите да се заштитат. Мора да излеземе од тој мајндсет на заштитување, затоа што системот целокупен здравството ни е колабирано. Или ќе ги стимулираме докторите, или и така веќе колабираното здравство нема да имаме ресурс како да го изградиме. Видете, навредени сме на две нивоа како популација. Ние младите особено, сега ќе ви кажам зошто. Огромни беа ветувањата пред избори. Ние како интелектуалци влеговме со доза на недоверие, со оглед на тоа што беше понудено како платформа, до негде и свесни дека е многу тешко тоа да се реализира. Меѓутоа, јас ви тврдам дека 99% од колегите да ги прашате сега, ќе ви кажат дека ова не го очекувале. Навредливо е динамиката на одвивање на работи, бидејќи со ова темпо кое што сега е наметнато, во 2030 ние 100.000 денари нема да земаме. Прво, второ, многу цврсти уверувања се дадоа на една интелектуална популација која што сега се чувствува изневерено и можеби ќе беше многу поблага ситуацијата и помал револтот доколку не се продолжеше со таа реторика да не убедуваат. Значи видете сега, знаете во која позиција сте. Вие земате 50.000 денари и ви излегува министерот и вели ти 100.000 зимаш? Како зимам 100.000? Зарем јас не знам која е мојата плата. И дрско е да се излегуваат со исклучоци, поединци кои што многу со многу пот и многу здравје тоа го постигнале. Они знаат зошто се нафатиле на тоа, затоа што генерално, еве јас ќе зборам таму од каде што бев, на гинекологија на сите им беше понудено, малку се пријавија. Зошто? Ако е тоа атрактивно. Ако е атрактивно ќе одеа така. Истовремено морам сега да дополнам ова. Имаме ситуација еден страшен куриозитет. Имаме дефицит тука Вадарци и по други градови. Куманово, Охрид нема врска. И во исто времено се потпишуваат решенија за трансфер на персонал од тие градови во Скопје. А од Скопје праќаме екипи ад хок да дежураат да пополнуваат дефицит во тие градови.
Заради што се случува? Заради лични врски. Толку ќе го кажам наједноставно успеал, завршил некој, да, бидејќи за тоа треба 2 потписи, тоест 3. Треба министер и треба 2 директори на ЈЗУ. Зошто и со кој памет некој потпишува такви трансфери? Добро, оваа мерка сега што ја најавија со 6 месеци, да тоа помага нешто или не? 53 доктори само се пријавиле, 6 месеци да работат, платена Видете, ја не знам, работа. осим тие колеги што дај Боже За ќе се млади пријават, меѓутоа од не знам ти колку места се пријавиле, 50 и нешто. Значи, јас еве да кажеме мерката е за во здравствен дом, каде што работам јас. Значи за брза помош, патронажа, вакцини, не знам ти што. Меѓутоа, мој предлог беше во еден состанок дека тоа треба да изнесува 2 години и треба да биде во брза помош и во ургентните центри. Затоа што еве доаѓа колега во брза помош на стаж или не знам како е регулирано. Јас осим тие 6 месеци што ќе го обучувам, реално службата нема да има некоја корист од него. Затоа што учи. небулоза е вие некој од школска клупа со некој месец да го пуштите да биде пример триажна екипа како сообраќајка кај ласкарци. Тоа не е недозволиво. Значи, доколку Ама се мисли во смисол да ги стимулираат да останат тука на тој начин. Ги стимулираат ли на тој начин да останат? Еве бројките бројката кажува кој е стимулиран. Значи, пак ќе кажам, видете, стимулација, господа, мора да разбереме. Мора прво финансиски да биде, затоа и цело време ги спомнувам коефициентите. Второ, услови за работа. Ме сваќате, значи, ние треба да имаме услови за работа како академски граѓани. Мене ми е многу криво што не ставија во една дефанзивна позиција, да е дури се чувствуваш непријатно кога дискутираш заради тоа дека си мизерно платен. Зошто во оваа држава сите може да бидат платени, само лекарите не смеат да бидат платени. А од друга страна говориме за корупција. Корупција има секаде. Само во здравството има корупција. Добро, Ние сме младите треба да се решава, ама ама се знае како државата се треба решава. да си најде начин како ќе го реши. Апсолутно. Ова е Ќе ве сосем друг прекинам. проблем. Еве ви решение за корупцијата. Значи, јас ако земам 1500 евра плата, што ќе ми е корупција? Ако Нема тој да сакам да го изгубам тоа работно место. Ако тој хирург, значи вака, значи мала дегресија сега јас ќе направам. Нашето здружение направи анализа. Ние побаравме доктори специјалисти, платни листи, брза помош, здравствен дом, клиниките, 8 септември. Значи ние со тие што имаат до некаде нормално работно време што немаат по 10 дежурства месечно, никој не земаше огромна сума на плата. Здравствен дом земаа со 20 години искуство 40.000, брза помош некаде 45-60. Па и за кувар бараа 40.000 колку што Значи, ги гледам. сакате да се намали корупцијата, платете. Многу е исто така ете го прашањето. решението. Важно е да се задржат лекарите тука и да се решава Сега кажете ми, се место еве како да ќе ги ве стимулира. консултирам, пошто јас сум збунет. Врз база на кој метод дојде оваа влада до 26.000 денари државен просек за општ лекар? И дали е тоа стимулација? Значи, ние поставивме на почетокот на една нова сезона за оваа држава, со нова политичка гарнитура, која што имаше идеи, предлози и решенија, и они првото нешто што направија рекоа 26.000 денари ќе биде просечна плата за млад општ лекар во држава. Тука заврши целата пригазна по мене, не очекувам ништо да се случи драстична некаква промена, заради тоа што нашиот министер не е магионичар пред се, за да он направи крупна промена, мора да биде тоа едно политичко решение севкупно, кое што бара огромни буџетски средства, фокусирани директно за тоа. Јас пак ќе се вратам на случајот у Дебар. Вела дека се уште од финансии немаат добиено средства за таму, за тој конкурс што треба да биде распишан. Се вртиме во круг. Да. Министерот за финансии Зошто моментално распишуваме конкурси, па ги поништуваме или чекаме со месеци, како во струга кога нема финансиски средства одобрени од И за Министерството тоа за има финансии? решение. Значи, знаете како во западниот свет, значи зошто прво кај нас конкурсите траат 3 дена, 5 дена? Нека трае месец дена конкурсот. Значи, пример, еве, ние сме една од најдефицитарните служби за доктор. Значи, во итна медицинска помош, по бројот на жители, ние треба да сме од 15 до 20 екипи. Ние работиме со 5 екипи, За господа, за Скопје. за смена. Значи, во даден момент, значи, така се смета. Колку, пример, во овој момент, дори сме ние во оваа емисија, има екипи. 5 се.
А треба да се 15. Не, може да се случи некоја непогода, поплава или Знаете како имало такви ситуации, на меѓутоа Ласкарци го осетивте најмногу? Зошто кај Ласкарци се активира приватните значи да имавме ние 15 екипи опремени, обучени, значи прво да ги имавме физички. Значи многу полесен дел е обуката и опремувањето. Да имавме ние 15 екипи, да имавме доволен број на доктори, доволен број на возила, ние немаше да пратиме едно триажно возило, ќе пратевме 5, ќе пратевме 6, ќе пратевме 7. Значи, Оваа година во која што е здравството, нема простор за конкурси. Овде треба да постои отворен конкурс без време. Тоа е. Или да биде, извинете, Постојано изразувам да, интерес, јас месец сакам да дена. останам. И првиот што ќе месец се дена Миралем не гледам потреба. Вие Океј. имате континуирана потреба од персонал. апсолутно Чему да. конкурс? Службата Се си има согласувам. директор, си има служби. Дури тоа решение е подобро, Јас да. сум лекар, барам работа. Повели. Првиот што Зошто ќе ми се е пријави, конкурс? одма прими го. Пошто нашата е специфична работа, не може сликар да вработите обрза помош. Се знае кого ќе вработите. Или ќе биде лекар или ќе биде сестра. Ако ти законските одредби ги исполнуваш, имаш документ, лиценца, зашто конкурс? Ние немаме конкуренција, па на конкурс да се одбере најдобриот луѓе. Значи ние немаме доволно за минимум. Вака Не, треба да смешно биде. се трагично е. Сваќате и смешно сега е. ние зависиме од тој конкурс и се молиме да се пријава доволен број. Значи Не, ние многу брзо ние работи. имавме конкурс во декември, сега ги примија 5 доктори. Имавме конкурс во февруари, сега излезе листата за 20 доктори. Јас кога дипломирав сваќате? таа година на конкурсите за специјализација, пример имаше 100 места, се пријавува 500 луѓе. Сега за 500 места 100 луѓе се пријавува. Сега За 10 години да, дистанца тоа сакам зборим. да прашам, 900 и кусур, повеќе од 900 специјализации се, ќе помогне ли тоа нешто? Ја да не Факт е дека немаме лекари специјалисти. Вака, а прашањето е за задниот конкурс За 2019. последниот 930. Не, тоа е колку се. програм. Тоа не е конкурс еден. Тоа е програм за наредните Предвидени не знам се, колку години точно. Предвидени Да. се толку специјализации, 300 и нешто, мислам. Па не дека е ова се ништо за една ново, ова е година. на Тодоров финта. Веќе виден филм е ова, па ништо тоа ни се случуваше. Не значи дека тие места ќе бидат пополнети. 2013 до Е, стимул тоа 2017. или Ма како не и стимул, го бе, решавали. молам. Господа, нема доктори. Кој ќе се пријави? Еве, Еве видовме, кај бе. мене, имаше еден конкурс за специјализации пред 2 години, јас се пријавив, уште не сум почнал. После тоа имаше уште еден конкурс за 4 доктори, не се почнати. Кој ќе почне на таа специјализација кога јас што сум пред 2 години не можам да почнам затоа што дури сега после 2 години има вработени со кои што се надевам, значи не е сигурно дека ќе не ослободат, да ме ослободат за службава да работи. Затоа што ние сме моментално некаде околу 30 теренци. На град од милион жители. Да, а треба да бидеме Извинете што се смеам, меѓутоа ова знаете како вие сте со нас. Јас на моја и кожа знам наша што значи поддршка тоа. од сам почеток на нашите активности. 5-6 години ве луѓе помина и повеќе ние истиот муавет го правиме. И нема сериозно предвижување на работиве. Има само навреди, многу се суетни нашите политичари. Ја не знам зошто лично ги примаат нашиве коментари. Ние зборуваме дека си оди младинава од овде. Вие може суетни да бидете колку сакате, ве гази времето бе луѓе. Еве ги нашите колеги постари си одат у пензија, значи се менуваат работите. Ние сме сега во ситуација кај што и да направиме изгубена борбата. Јас затоа се смеам, трагична е мојата насмевка. Знаете зошто? У моментот фалат 150 гинеколози матични во државава. Нашата клиника нема капацитет да произведе повеќе од 10 у година. Шанси нема. А у моментот фалат 150. Очекуваме огромен бран на пензионирање по статистика од лекарска комора извадена 2021-2022. Катастрофа ќе се случи. Една третина моментално активни специјалисти ќе идат у пензија. е 60 години Апсолутно. во ПЗУ. Во матичните 60 ние на години е секојдневна просек. база гледаме на примарно ниво. Колеги од здравствени причини, од пензионирање затвараат општи ординации. Луѓе никогаш порано немало ситуација да во здравствените домови има слободни концесионерски места за амбуланти. Тоа не било случај. Тоа порано беше заштитена една мечка која што тамо влегле колеги кои што своевремено тргнале да работат, па со трансформациите се нашле затекнати па ги добија. Имаме ние по здравствените домови празни ординации. А не па вака на страна. Абсурдно е. 55 денари бот му плаќаш ти на млад лекар. Јас отворив лично ординација по општа медицина пред 5 години. И повеќе, можеби не е битно. Се уште не сум на нивото, со многу труд, многу работа, целошно жртвување, се уште не сум на нивото на просечна плата.
како ќе го стимулираш ти еден млад колега да рече и зошто би го направил тоа, да рече јас сега ќе земам кредит 30.000 евра и ќе отварам општа ординација за после 10 години да имам просечна плата, а во меѓувремено да бидам малтретиран од една длабоко исфрустрирана популација на луѓе кои што на жалост веќе нигде не можат својот револт да го изразат само по лекари. Ќе се надоврзам за ова. Значи јас можеби повторувам некои работи, меѓутоа стварно ми е битно клучните работи да ги поентираме. А еве, да е тука министерот за здравство, што би му кажале кои се баш тие клучни моменти? Еве поентиве. Точка по точка. Сакате да останат докторите да имате јако јавно здравство, прифатете ги коефициенти. Од 2,5 посечни плати до 3,8. За почеток. Да, за почеток. Сакате приватните специјализанти да немате административна пречка. Договор на определено време, колку трае специјализацијата, толку, со се платено. Кофинансираните, ние имаме, ова само ќе мора да ми дозволите. Кофинансирани ние имаме колешка завршена, не една, меѓутоа за таа една сигурно знам. Завршена специјалист, се уште зема просечна плата во Македонија затоа што договорот не е трансформиран. Значи сите кофинансирани, тоа е некоја незначителна сума од 100-150.000 евра годишно за сите да ги направат државни специјализанти. Кофинансираните да се трансформираат дежурствата. Каква, да ми простите на зборот, црна едукација. Јас знам моите колеги колку гинат на тие дежурства. Јас знам каква работа работиме кога сите се на празници, ние ги држиме. Значи брза помош и ургентните центри. Колегата знае што значи да се пораѓа 200 дежурства имам направено 24 трудна жена во часа. 3 саат са бајле затоа што ние ги носиме тие критични ситуации. Тоа е бесплатна макотрпна работа. Тоа се треба да се плати. Затоа што видете, докторите, тие работи би ги потенцирал. Докторите се во многу добра преговарачка позиција. Ние имаме приватно здравство кое што нон-стоп се развива, во кое што има многу пари. Имаме државно здравство кое што е во фаза на пропаѓање, ќе се дадам за право да кажам дека е и пропаднато. Главниот ресурс, доктор, го немаш. Од каде ќе увеза доктори? Каде ќе ги најдат? Значи, имаме листа, статистика, колку дипломираат, толку си одат, кај се пензионираните, кај се нерегистрираните што се префрлиле за време, например, на студирање во Германија, во Бугарија, во Америка. Не можеш да го создадеш доктор, затоа што доктор мора 6 години за да земе лиценца, не да биде самостоен доктор. Затоа што јас знам како сум станал доктор со 6 години искуство. Првата година ти всушност со страв пристапуваш кон пациенти затоа што си доктор млад, со неискуство. Така. Тебе тие 6 години не те права да си конкурентен на пазарот. И сега кога ќе уценуваме тие малите доктори кои што реално имаат силно патриотско чувство да останат во оваа земја, со уцена само ќе ги избркаме. Ништо повеќе. Какви се прогнозите за година, 2-3 доколку работите не се свртат на подобро и доколку не се средат овие? Ви кажав, медицината и статистиката се екзактни науки. Тука не се работи за прогноза, туку се работи за очекување. Знаеме точно што ќе се случи. Што ќе се? Еве ви велам, 2021-2022 30 и некој процент од моментално активните специјалисти ќе отидат во пензија во една година. И така тие малку што ги имаме. Да. Министерот Во сам Бранови излезе со бројка одат. од 700 до 800 лекари во моментов дефицит, што не е реална, е поголема. Меѓутоа еве и таа да ја прифатиме. Второ што ќе се случи, веќе нашите колеги, за разлика од помладиве генерации, за разлика од нас, многу порано го купија моментот и им е јасно што се случува и они германски учат уште од средна школа. Веќе кога завршуваат факултет со одлични германски говорници и они не гледаат причина зошто би влегле во еден ваков систем девастиран нити си платен, нити си почитуван. Еве не си платен, ама почитуван си. Ние не ја работиме. Видете, ние живееме во едно длабоко пореметено општество психолошки. Мора тука да го ова е многу комплексен проблем. Зошто? Нашите луѓе нашиот народ е измачен, осиромашен, искраден, длабоко изфрустриран заради сето тоа, бидејќи гледа што се случува околу нас. Значи ние не сме ветеринари, ние со луѓе работиме. Луѓето се тотално свесни што се случува.
многу изреволтирани и сега тој без никако не е канализиран, цело време некако се фокусира навака на кај нас и за сметка на тоа ние не може ни да очекуваме некој фидбек на меѓусебно некое почитување во ситуација каде што гледаме дека поголемиот дел, сега да не трескам проценти, меѓутоа на луѓето им е тешко внатре во семејствата да се слушаат. Сакам да го симплифицирам. А од нас очекуваат како тотални странци, јако сме лекари, да имаме и сочувство и емпатија за нивните проблеми, а многу е тешко да најдете, да ми наброите 10 функционални семејства во една минута, каде што нема некој длабок проблем внатре фамилијарен за банали. И најчесто за пари се работи тоа. Оптоварени сме многу. Бърнаут синдромот као феноменологија е длабоко присутен и кај младите и кај постарите. Имаме несоодветен трансфер на знаење од постарите, од сениорите, тоест од искуство. Знаењето го има во книги и науката, искуството го нема. Тоа не ни се пренесува заради нивни фрустрации од претходни години. Јако учев исто беше, мене кој ми помогна, што не го прави исправен проблемот дека бил, тоест проблемот бил и тогаш и сега. И по мене, тоест по она што ние како асоциација го гледаме, се додека не направиме еден сериозен рестарт, еден нов систем од почеток, невозможно е ова да функционира, бидејќи е страшен хибрид. Дури не може ни хибрид терминот да се употреби, бидејќи хибридот треба да живее, треба да функционира, ова не функционира. Ние сме на шкрги. Ние функционираме на една голема лекарска популација која што незаслужено се третира така како што се третира во државава, а на сопствен терет го држи здравство. Де факто има колеги на кои што не им се работи, несоодветен однос, непрофесионалци, тоа го има у секоја фела. Меѓутоа, секогаш забораваме да ги спомнеме тие што на чии што грб оди здравство. Затоа што за сметка на 5 колеги кои што не се соодветно мотивирани да работат, има 5 колеги кои што мора и нивната работа да ја одработат. На крај нашите пациенти треба да се свесни дека не живеат во Швајцарија, него живеат во една балканска земја која што се уште у транзиција на жалост. И да бидат свесни дека и во една Швајцарија се чекаат медицински услуги, треба да почекаш кога ќе отидеш на лекар, треба да отидеш избањат кога ќе отидеш на лекар. И не треба домашните проблеми да ги носиш кај лекарот, затоа што и ние имаме проблеми. Меѓутоа проблемот кај нас е што 300 закони спречуваат да ние збориме што нас ни се случува на секојдневна база. Затоа велам да се почитуваме. Да се растеретите. Да, апсолутно. И системското решение е неминовно на владино ниво. Значи тука треба да очекуваме еден ден дека ќе дојде премиер доктор, валјда, па да рече стоп, ние мора нешто да направиме, луѓе не сте ни свесни вие. Министер доктор, ама не е тоа проблемот. Некако се представуваат вештачки работите. Од ова што го слушам од вас и од изјавите што ги слушам, не е значи така. Филипче ни е колега, ама он мора да работи по владина програма. Не може он сам да измислува работи. Еве, Па добро, владина програма предвиде и мислам СДСМ пред да дојде на власт бесплатно здравство, ама тоа е невозможно да се оствари. Така да Значи, ние зборуваме, значи нашето здружение што го да каже подкрепено со факти. Значи, доколку ние сакаме да имаме одржлив систем, значи мораме некои работи да средиме. И аргументот дека здравството нема пари е најголема лага. Значи, ние гледаме, значи, кај нас, директори, градоначалници, замени градоначалник, министри, сите имаат некои бенефиции и службени возила и милион... Измислени заменички директорски места. Знаете колку советници има? Со гипс картон преградени канцелари за да има за заменикот. Во јавните здравствени установи, знаете колку советници има? Кои што земаат, мислам, можеби поголема плата од докторите. Управни одбори. Зашто е сето тоа? Значи, зашто е сето тоа? Една добра реорганизација и рестарт, како што реков. Видете, имаме ние во околината наша, можеме копи-пейст да направиме. Ние имаме Хрватска, имаме Словенија. Слична популација и по бројност, под некои други параметри не, меѓутоа ние не треба да измислуваме. Не сме опозиција. Треба да примениме нешто што функционира и само соодветно да го моделираме према нашите услови. Затоа треба волја и треба една системска реформа да се направи, да речеме, не знам од каде би почнале да санирате еден ваков распаднат систем. Што попрво? Генерираме огромни трошкови, ни старее популација, тоа е голем терет за било која влада и политика. Меѓутоа, затоа велам, многу ми е криво што нашите критики и коментари на лично ниво се примаат и поинаку толкуваат, а само сакаме да кажеме дека разбираме. Ние сваќаме дека не може ништо преку ноќ да се случи. Ако некој сваќа, тоа сме ние го живееме тоа на секој ден. Меѓутоа, да видиме нешто конкретно, сериозен, голем чекор. Јас во изминатите 6 месеци слушам 5 различни, тоест 5 исти изјави од министерот. Законот за абортуси,
Дадовме плата на специјализантите. Друго, еве кажете ми вие. 5% покачување е годишна инфлација, бе луѓе. Толку е инфлацијата годишна, 4-5% на годишно ниво инфлација. А изминативе сите години што сме биле наказани денар што не сме Добро, добили. очигледно е. Значи, одливот на лекари не се случува само во Македонија, Таму се е работа. случува во регионот, начинот како да се запре тој одлив, а таа одлука ја носи владата со Министерството за Апсолутно, здравство. значи ние можеме Така на треба да го Косово да слушне се угледаме. гласот на лекарите. Сваќате, господа, знаете како? Косово е држава која што колку има 11-12 години независност. Има здравствен фонд. Посериозни Изголемија платите на- посериозни испаѓаат од 1300 нас. 1300 Минималец. Не сваќате? Значи, ова не е, знаете како, нашите барани, ние со колегава, може би сме меѓу првите, ние дури и заедно бевме, значи јас бев член и се уште имам представница Але, апсолутно. кон него, значи, неговото А, интересите ви се исти. Па еве, Секогаш биле исти. Ние кога беше и Тодоров, истите барања. Да се укинат договорите, плата за приватните, платени дежурства, подигање на основна плата. И сега кој сака нека дојде и кога на пример имаат избори, нашето здружение до сите политички партии испрати барања. Ние сакаме ова и ова до да влезе. пратеници сме праќале лични писма. 120 у И парламент, ние 120. два пати No feedback од Не колеги сваќате? пратеници. И утре ќе ни се вратат да ни солат памет после 4 години мандатот кој ќе помине. Истите тие, морам, револт имам огромен од претходниот мандат. Сега ни се вратија у фила, почнаа да работат поново. И сега ги читам по Facebook, по колумни, со кое лице излегувате после 11 години, ништо не е направено, аутизам 11 годишен сте имале вие у собрание, и сега и ти излегуваш да критикуваш владени политики. Ве молам, ова е еден апел од нас како здружение. Тие активисти и функционери од претходната власт, не ни помагајте. Не излегувајте на пресови. Контрапродуктивно е. Се почнува, нас не боите со тоа, не сакајки или сакајки можеби. Не ни шерувајте наши постови, не шерувајте наши коментари. Наша е борбата, не ни помогнавте, ве видовме. Што сега? Вие бевте 11 години на власт, не направивте ништо, сега од опозиција ќе направите. Срамота е. Срамота е врвен опортунизам е тоа, кога од колега кога ќе го доживееш. Мене од политичарите не ме боли, тоа им е функција, затоа се платени. Боли од колеги што стетоскоп немаат фатено 11 години и сега од опозиција знаат како се решава здравството. Трагично. И сега И тоа се после у повтори. политика се да, ама тоа се користи како алатка против нас. Тоест за да не се нашите барања реализираат. Не Буквално обојнува. кажано. Апсолутно. Ако, на пример, ние, која беше година 2000, нема фаќате за збор 15-та, мислам дека направивме протест пред Министерство за здравство за истиве барања, кога беше Тодоров. Вие сте СДСМ. Сега, ако ги бараме истиве работи, Вие од сте оваа Замара. работи, значи, господа, ние сме Белмантил, млади доктори. Или ќе не излезете во пресред, или нема да имате со што да градите здравство. Кој сака нека дојде, нашите барања се тие. И ако треба 100 пати ќе ги повториме и 100 пати ќе излезам во емисија и на протест и каде што треба, јас сум волен да останам во оваа држава каде што имам и семејство и пријатели и сакам да бидам лекар, меѓутоа сакам да бидам мотивиран, здрав лекар. И се ќе направиме тоа да се случи. Да се надеваме дека ова ќе допре до барем малку ќе се покрене таа машинерија, да почнат да тргнат работите, за да немаме и лекари кои што еве во соседството ќе ни бегаат во Косово и во странство и така натаму. Ви благодарам на разговорот и се надевам дека во една следна прилика ќе се видиме тука со многу подобри мисли, со подобро придвижување кон работите. Благодариме на приликата, секој среќа. Благодарам.